По министерот за внатрешни Панче Тошковски, јавното обвинителство најави брзо и ефикасно завршување на истрагата за трагедијата во Кочани. Отаму за телевизија 24 вела дека во континуитет се преземаат действија и наскоро ќе биде оформен јавно обвинителен акт. Истрагата е во тек и действија во континуитет се превземаат. Јавниот обвинител исто така најави дека ќе биде брза и ефикасна, имајќи ги предвид и законските рокови. Во овој момент не можат да бидат споделени повеќе детали. Роковите за трајање на притворот во истражна постапка од член 171 од Законот за кривична постапка се роковите од кои се води обвинителството. Тие предвидуваат максимум 3 месеци за ова кривично дело. И првиот човек на полицијата најави дека истрагата ќе заврши за краток временски период и постапката ќе премине во нова фаза. Од СДСМ пак сметаа дека министерот Тошковски ги штити неговите началници за трагедијата во Кочани. Истрагата, како што соопшти од партијата, се води селективно. Како е можно истрагата целосно да ги игнорира службениците, началниците, раководителите на различни позиции во СВР Штип и ОВР Кочани, кои на 16 март оваа година на денот на пожарот имале директна одговорност да спречат трагедија, но тоа не го направиле. 7 командири, началници и замени командири на полиција имале јасни законски надлежности за безбедноста на просторот, за присуството на малолетници, за употреба на пиротехничките средства. Од 60 осомничени за трагедијата во Кочани, 20 се наоѓаат во ефективен притвор. Меѓу нив и екс-министерот за економија Крешник Бектеши, екс-директорите на пазарна инспекција Горан Трајковски и Анета Симеска се во куќен притвор. Иста мерка на обезбедување има и за поранешните градоначалници на Кочани Љупчо Папазов, Радко Димитриевски и Никол Челиев, како и за екс-министрите за економија Валјон Сарачини и Беким Незири. На 12 април обвинителството ја прошири истрагата за пожарот во Кочани за нови 19 лица. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност.